внатрешниот свет на луѓето е пресуден. Значи се тргнува од внатре, од себе. И доколку ние не сме во состојба да допреме во нив, да препознаеме, да им ги видиме потенцијалите, да ги воочиме механизмите по кои што луѓето функционираат, ниедна работа нема да биде успешна. Кај нас е тоа клучно, во коучингот и во обуката. Давањето вештини само, нели, како обучувач, не е пресудно за луѓето да се развијат и да направат промена. Всушност, пресуден е оној мал тригер, нешто што внатре во нив ќе кликне, за да тие се придвижат и да направат нешто поразлично отколку што тоа го правеле до сега. Нашата работа е да ги препознаеме тие моменти, тие тригери и да можеме некако како копче да го вклучиме тој тригер и да им овозможиме полесно да тргнат напред. Во коучингот е исто така. Коучингот се занимава со несвесниот ум на клиентот, на човекот. И ние суптилно навлегуваме во нивните внатрешни светови, во нивниот внатрешен живот, при тоа не произнесувајќи се и не донесувајќи ги тие нешта на површината, туку само овозможувајќи им да од своето несвесно ги поттикнат своите потенцијали и можности. Моето мото е поврзано со мојата најголема вредност, а тоа е слободата доаѓа однатре. Зошто? Сето она што го правам, тука има многу нешта, многу дисциплини, оди во правец да луѓето едноставно се ослободат од сето она што ги блокира и повторно да се вратат кон себе си и кон целината, на сите можни начини и од сите можни аспекти. Успехот е многу лична категорија. Јас сметам дека секој човек или секоја жена има своја дефиниција за успех, па би било добро пред да тргнеме на тој пат да си дефинираме што за нас е успехот, бидејќи јас или вие не можеме да дефинираме за сите што е за нив успехот. И верувам дека секоја жена може да биде успешна на свој сопствен начин. И тоа е ултимативната среќа и задоволство во животот на секоја жена.